Традиционално, одзивот на жените гласачи е повисок од одзивот на мажите на председателските избори во САД од 1984 година. Според Центарот за жени во американската политика, жените гласале со демократите повеќе отколку со републиканците на сите председателски избори од 1992 година. Не само што жените излегуваат на избори повеќе од мажите, туку живеат подолго од мажите. Значи тие постари групи ќе бидат многу повеќе представени од жени. Важно е да имате жени ако сте демократ кој се кандидира за функција. Користејќи ги податоците од последниот попис, демографот Вилијам Фреј од Институтот Брукинс анализира како ќе биде во 2024 година. Според него, трендот со фаворизирање на демократите ќе продолжи и заради факторот образование. Жени без високо образование кои историски повеќе гласале за републикански кандидат ќе сочинуваат помалку од 40% од електоратот. Во 2012 година, така наречените жени од работничка класа сочинуваа речиси половина од гласачкото население. Назад во 2012 година 48% од белите жени немале високо образование. Сега тие се само 38%. По меѓувреме се зголемува бројот на бели жени со високо образование кои историски гласаат за демократи. Тие сочинуваат 23% од гласачкото тело во 2012 година, а во 2024 година се 27%. Во 7 клучни сојузни држави за изборите, белите жени без високо образование го надминува бројот на белите жени со високо образование, но дури и меѓу тие сојузни држави, групата на бели жени со високо образование се зголемува. Се намалува бројот на оние без високо образование. Кој кандидат ќе може да искористи моќта на гласот на жените? Во 2022 година мнозинството мажи гласаа за републиканци, но помладите гласачи, особено жените, во голема мера го запреа така наречениот црвен бран или републиканско движење. Младите жени направија поголема разлика во таа помлада група. Прашањето за правата на абортусот наведе многу од тие млади жени да гласаат, но абортусот е проблем и за демократските гласачи на возраст над 50 години. Гледаме дека кај демократите прашањата за заканите за демократијата, абортусот и репродуктивните права се високи прашања, што ги наведуваат во анкетите. Потоа, тука се факторите што демографите и анкетарите не можат да ги пресметаат. И тоа е дали жена кандидат, која не е бела, ќе ја зголеми излезноста кај жените гласачи. Жените со високо образование имаат тенденција да излегуваат повеќе од жените кои немаат високо образование. Иако има посебна возбуда за овој кандидат, фактот дека има жена кандидат може малку повеќе да потикне. Жени биле повеќе од половина од гласачите на председателските избори во 2020 година, а кој ќе победи овој пат зависи од тоа кои гласачи ќе излезат по најголем број.